сега исполняй сокровиште благих и жизни податели, приди и сели се в нея чистина, цекия скверни, спаси, блаже души наша слава, дух милни, присни веки веков, амин. Молитваме се Бога апостола Матеј Сесети, Господи се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Днес ќе продолжиме со таа 7 глава од Евангелието според Матеј, каде што се продолжува беседата на гората. И оваа глава почнува со следниве стихови. Не судете, за да не бидете судени. И ова накратко Свети Јован Кронштадтски вели дека е општ закон како да се однесуваме во однос на сите луѓе. А Светиот Филакт Охридски вели: Господ забранува да се осудува, а не да се разобличува, бидејќи разобличувањето служи за полза, а осудувањето е навреда и унижување. Уште повеќе, доколку оној кој самиот има тешки греови, го навредува или другиот, се горде над него и го осудува оној што има многу помали греови, за кој што може да суди единствено Бог. Понатаму продолжува Евангелието. Зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери. Ќе прочитам уште неколку стихови од Евангелието кои што се поврзани со ова. Зошто гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или како ќе му кажеш на твојот брат: чекај да ти извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемерен, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе гледаш како да извадиш раската од окото на твојот брат. Значи, толкувачите прво рекува дека не е забрането да се разобличува, туку да се осудува. И сега понатаму има повеќе објаснување за тоа. Свети Јероним Стридонски вели: ако он забранува да се суди, тогаш врз основа на што апостолот Павле го осудува блудот во Коринт, а апостолот Петар ги разобличува во лага Ананија и Сапфира. Но од она што следува, он ни покажува што всушност забранил, велејќи: со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Значи, он не забранил, туку поучил. Свети Амон вели: ако некој го осудува грешникот, тогаш и самиот ќе биде осуден, дури да прави знаменија и чуда, затоа што Христос рекол: не судете за да не бидете судени. Затоа христијанинот никого не треба да го осудува, затоа што ниту Отецот некого осудува, туку целиот суд му го дал на Синот, според Евангелието по Јован. Така што оној кој пред Христа суди е антихрист. Многумина кои денес се разбойници и блудници, утре ќе се покажат свети и праведни. И уште Свети Јован Кронштадтски вели: никогаш не треба да ги осудуваме другите заради какви било слабости или пороци, затоа што оној кој осудува често од Бога бива казнет со допуштение и тој самиот да го направи она за што ги осудувал другите. Сите луѓе се со слабости и ти исто така си човек и лесно можеш да се подложиш на истите слабости, и кога тоа ќе се случи, и тебе ќе те осудат како што ти ги осудуваш другите, дури и повеќе. Значи, гледаме тука дека ни даваат светите отци примери како апостолите кажувале зборови на осуда. Осуда на блудот во Коринт. Осуда на лагата на Ананија и Сапфира, кои што излажале дека за толку пари го продале својот имот и ги донеле парите пред нозете на апостолите. Значи, не е дека црковните луѓе не го осудуваат гревот. Меѓутоа има прво таа една поука што кажа Свети Јероним Стридонски, вели: знаете дека со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. И може да се сетиме, например, во Стариот Завет, кога пророкот Натан му доаѓа и на царот Давид му раскажува една историја и царот Давид изнесува суд за тој човек што тоа го направил, слушајќи го раскажувањето на пророкот Натан. И тогаш Натан му рекол: тоа си ти, царе Давид, ти постапи така. Бидејќи не му го кажал во буквална смисла целиот пример, туку се послужил со раскажување во преносна смисла. И тоа е поука за нас, дека ние некој пат кога гледаме како некој друг
прави нешто, ние сме брзи или лесно осудуваме. Ќе кажеме, ова е јасно, човекот вака прави. Меѓутоа, ние кога правиме нешто слично, а некој пат и исто, а некој пат и многу повеќе, знаеме да најдеме во нас оправдување. Тоа не е страшно јас кога го правам, меѓутоа тој друго што го прави е нешто многу страшно. И ќе повторам тука и седите од Филактохриски ви вели, Господ забранува да се осудува, а не да се разобличува. А разобличување значи кога на некој ќе му се, можеби ќе му се укаже на некаква грешка што ја прави. Тоа кога тоа укажување е со љубов, со грижа, тоа е веќе нешто друго. И дури и тоа е нешто што човек треба да се замисли дали треба да го прави, затоа што оците велат кои сте вие да судите на некој друг. Така. Значи некој апсолутно забранува да се суди. Ние треба така да размислуваме, да видиме која е нашата позиција, зашто ние сме повикани за нешто да судиме, за некој друг, и многу да се мислиме дали некој пат ќе кажеме некаква забелешка, макар и со внимание, макар и со љубов. А потоа, на основа на овие други стихови од Евангелието што ги прочитав, Светиот Филактохриски продолжува. Оној кој што сака да ги укорува другите, самиот треба да биде безпрекорен, бидејќи ако тој кој има во своето око греда, односно големо стебло или грев, ако тој го укорува другиот, кој има раска, тоа ќе го направи уште повеќе безсовесен, односно ако некој е толку дрзок, бидејќи знае дека самиот има гревови големи, да му кажува на братот имаш мал грев, ако тоа се допушти, тој ќе стане уште подрзок во иднина. Затоа не се допушта тоа. А Господ покажува дека оној кој многу греши, не ни може добро да го види гревот на својот брат, бидејќи како може да го види прегрешението на другиот кој е лесно ранет, оној кој што има греда во окото. Значи неговиот грев му поматува видот. Следното толкување. Кажаната од Спасителот заповед има ваква смисла. Оној кој самиот е покорен од многу пороци, тој не треба да биде строг судија за грешноста на другите луѓе, особено кога грешките на другите луѓе се мали. Следствено, Господ не забранува да се разобличува, да се исправа, туку забранува да се биде безгрижен за собствените гревови, а бунтовен против туѓите. А тоа е затоа што осудувањето на другите многу би придонело за зголемување на злото, за удвојување на порочноста. Всушност, оној кој што се навикнал да не се грижи за своите големи престапи, а строго да суди за малите и незначителни погрешки на другите, тој трпи двојна штета, како оној кој не мари за своите гревови и затоа што ги подхранува непријателството и омразата и секој ден се возбудува со крajна жестокост и немилосрдие. Ова кажа Свети Јован Златоуст. И уште едно Свети Игнатий Бранчанино вели: главната одлика на лицемерот, првата стрела која тој им ја пушта на ближните е соблазната и осудата на ближниот, кој истекува од соблазната. Соблазната во намерите на злодејците често е лажна. Значи, ова е малце комплицирана реченица, ќе упростам некако. Значи, оние кои што се злодејци, често, значи, соблазна тука се мисли кога гледам дека некој нешто прави, и се соблазна, викам, како може овој човек да го прави, заре не му е срам, заре не е вака така. И сега вика Свети Игнатий Бранчанино, кога некој злодеец има намера да направи нешто лошо, тој ја користи својата соблазна како изговор да направи злодело. Однапред подготувајќи го и самото злодело и неговото оправдување. Веднаш тој се оправдува, ете, тој човек е ваков и таков, можам да му направам зло. А за оние кои што не се такви, кои што не се злодејци, сепак тоа е одлика на, да кажеме така, на стариот човек. И оваа слабост на човек да се соблазнува гледајќи ги другите, му се спротивставува на покајанието, од кое доаѓа очистувањето. Соблазната е болен поглед кон слабостите на ближниот, при што тие слабости се зголемуваат до неизмерни и гротесни размери. Соблазната е пород на самолюбие, кој се вселува во душата, која е лишена од љубов кон ближниот и од исправна љубов кон самиот себе си. Господ ја споредил оваа слабост со греда, во однос на која секој очигледен грев на ближниот е само раска. Значи, светителите на неколку различни начини кажуваат дека
Прво, оној кој што лесно се соблазнува и кој што лесно се впушта во осуда на ближниот, многу често тој самиот има многу потешки греови. Дури и самата негова склоност да толку лесно се соблазнува е слабост и велим одлика на душа која е лишена од љубов кон ближниот и од исправна љубов кон самиот себе си. Значи, првото нешто што се случува, првиот наш, да кажеме, поглед и првата мисла на осуда, да кажеме, како овој човек вака прави, тоа е веќе еден показател дека нашата душа можеби не е сосема со исправен однос. И понатаму се нагласува тоа дека за некој да исправа, треба самиот да е сосема непорочен. А од искуството што го имаме, знаеме дека многу пати оние кои што се најгрешни или кои што се многу грешни, тие се и многу дрски и храбри некого друг да осудуваат. И те може со своите греови да се живеат спокојно, што викаат свидетелите безгрижно, а за секоја ситница на другите да сметат дека тие се повикани да кажуваат. И многу пати таа дрскост е одлика на тоа дека човек има такви многу греови, дека не е непорочен. А оние кои што навистина се непорочни, може би одбрале по инаков начин. Господ продолжува: не им го давајте светото на кучињата и не фрлајте ги вашите бисери пред свињите, за да не ги изгаза со своите нозе, па да се вратат и да ве раскинат. Тука ќе дадам во овој дел што денеска ќе опоминеме неколку забелешки во врска со преводот, кој што некои се ситни, некои не се толку ситни. Име тука да се вратат и да ве раскинат, во буквално смисла треба да биде да се свртат, да се обратат, да се вратат, да се свртат кон вас. Меѓутоа не го менува ништо тоа значењето на кажаното. Толкување. Свети Теофилак Охридски вели: кучињата се неверните, а свињите се оние кои што иако веруваат, сепак водат порочен живот. Па така, не треба да се говори за тајните на верата пред неверниците и да се изговараат светлите и бисерни скапоцени зборови на богословието пред нечистите, бидејќи свињите ќе го изгазат и занемарат она што им се кажува, а кучината ќе се свртат и ќе не нападнат, ќе не раскинат како што го прават оние кои што денеска се нарекуваат философи. Тие кога ќе чујат дека Бог бил раснат, тие почнуваат да не раскинуваат со своите умувања преку софизми, докажувајќи ни дека тоа е невозможно. Седно толкување. Иако он понатаму вели, тоа што го чувте на уво, проповедајте го од крововите, сепак, тоа што ви беше кажано во шепот, проповедајте го гласно, сепак тоа не му противрече на ово што сега е кажано, бидејќи и тука и таму не е заповедено да им се говори на сите, туку само на оние кои што треба да им се каже, само на нив да им се говори сосема слободно. Под кучиња он тука ги подразбира оние кои што живеат во неизлечива нечестност, без никаква надеж за исправање, а под свињи се оние кои што секој пат живеат во невоздржание. Сите кои се такви, според Господовите зборови, се недостојни за возвишено учење. Тоа истото го кажал и Павле, велејќи: телесниот човек не го прима она што е од Духот Божи. За него тоа е безумство и не може да го разбере, затоа што тоа се испитува духовно. Од посланието до Коринтијаните. И на многу други места Господ го поставува развратниот живот како причина зошто не се прима најсовршеното учење. Затоа заповеда на таквите луѓе да не им се отвара врата, затоа што откако ќе дознаат, ќе станат уште подрски. Кога тоа учење им се открива на луѓето кои се благодарни и добромислечки, тие се побожни пред него, додека неморалните луѓе овие правила, овие закони, богословието го уважуваат повеќе кога не го знаат. Значи, штом заради својата природа таквите луѓе не можат да го познаат учењето, тогаш тоа нека остане за нив скриено, вели Спасителот, за во крајна мера да го уважуваат заради своето незнаење. Ова не е неповрзано со тоа претходно што се кажуваше. Затоа што претходно се велеше дека многу често судат оние луѓе кои што самите живеат порочен живот, и сега слично вели Спасителот. Ако оној кој што живее порочен живот му се открива тајните на верата, тој, ако претходно бил дрзок, сега ќе стане уште подрзок. Затоа вели на таквите луѓе
не има од духовна полза да им се открива тие тајни, затоа вели за нив е подобро да не го знаат тоа богословие, затоа што така повеќе ќе го уважуваат во незнање, тие кои што така живеат. Господ продолжува: посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Тука е една мала забелешка, дека иако во преводот на македонски стои посакајте, во претходниот превод стоеше сакајте, изворно стои друг глагол, кој што би можело да се преведе како побарајте или молете. И сега, тука, бидејќи се употребени два различни глаголи, посакајте и барајте, а тие може да се преведат, да кажеме, тие два глаголи може да се преведат со истиот збор барајте, за да се разликува, едното е посакајте, другото е барајте. Меѓутоа, посакајте мене лично не ми се допаѓа, затоа што звучи како нешто што човек си го прави, да кажеме, сам со себе. Јас си посакувам нешто. Додека изворно е напишано дека ние молиме и бараме од Бога. Значи не е дека ние седиме и посакуваме, него бараме од Бога. Молиме од Бога. И затоа поточен превод може би бил молете ќе ви се даде, барете ќе најдете, чукајте ќе ви се отвори. И тоа ќе го видиме понатаму и во толкувањата. Ава Доротеј вели: ако бараме ќе најдеме, ако молиме од Бога, он ќе не просветли. Кажано е молете се за да го призиваме во молитвите, а барете е кажано за да испитуваме на кој начин доаѓа добродетелта, што ја носи, што треба да правиме за да стекнеме. Барајте и ќе најдете, значи секојдневно да испитуваме. А чукајте, значи да се исполнуваат заповедите, бидејќи секој што чука со раце, а рацете означуваат дејственост. Значи ние треба не само да молиме, туку и да бараме и да действуваме, грижејќи се, како што рекол апостолот, да бидеме подготвени за секое добро дело. Значи овие три глаголи: молете се и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, означува молитва, значи кога човек се моли ќе му биде дадено, кога бара, односно испитува, се труди во духовниот живот, испитува што значат овие зборови од Светото писмо, што значат овие полки од стаците, човекот активно испитува и со својот живот ги бара начините како што да прави за да стекне благодат Божја. И ние сите тоа го правиме, гледајќи дека како некој пат благодат остапило од нас, каде сгрешивме, повеќе да не правиме така. А чукајте го значува действието. Значи да бидеме подготвени за секое добро дело. Господ продолжува: зашто секој што моли добива, и оној што бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Свети Теофилак Охридски вели: претходно Господ ни го заповеда големото и тешкото, а тука ни покажува, претходно се мисли го целата беседа на гората, а тука ни покажува како тоа може да биде исполнето, именно со помош на непрекината молитва. Затоа што рекол барајте, односно барајте секогаш, не рекол побарајте еднаш. Потоа го потврдува кажаното со човечки пример. Значи овде се однесува на тоа молете се ќе ви се даде. Значи не вика помолете се еднаш, него молете се постојано. Евангелието продолжува: зар има меѓу вас човек кој ако му посака неговиот син леб, ќе му даде камен, и кога ќе посака риба, да му даде змија? Значи тука повторно глаголот посака е моли, бара. Толкување. Тука Господ не учи дека треба силно и упорно да го бараме полезното. Бидејќи вие, вели, гледате како вашите деца барат од вас нешто што е полезно, леб и риба. И во тој случај, кога тие такво нешто бараат, им давате. Така и вие, барате го духовното, а не телесното. Свети Јован Златоуст вели: да бараме такаш на начин, така што да добиеме. А сега нашите прозби се достојни за смеење и им доликуваат повеќе на пијани одошто на трезвени луѓе. Зошто ќе кажеш не добивам и тогаш кога барам нешто духовно? Секако. Зашто или не чукаш упорно на вратата, или си се сторил недостоен за примање на бараното, или брзо си престанал да се молиш. Значи и други светители кажуваат истото, дека човек добива во молитвата, меѓутоа многу пати, како што кажува Свети Јован Златоуст, нашите прозби се за подсмех, за смеење. Или се
кратки, или се мали, или се неупорни, или нешто бараме што не е достојно за да се бара од Бога. А ако го бараме оно што е полезно и сме упорни, тогаш ќе го добием. Затоа Свети Теофилакт Охридски вели: да бараме на начин, не Свети Јован Златоуст беше, да бараме на начин така што да го добиеме тоа што го бараме. Не да бараме начин како да кажеме човек може да седи на молитва, стои на молитва и да не е уверен дека ќе го добие тоа, или да не е многу внесен во тоа. Треба човек во молитвата да е така да му пристапи на Бога, за да го добие она што го бара, да биде упорен. Значи, ние може некој на некој да кажеме човек да му побараме нешто, да побараме на таков начин како што може, ако сакаш да име, ако не мора, и то може да каже нема да ти дам, пошто не мора. Ама ако сме упорни, ако фатиме за крагне, кажеме те молам, дај ми, многу ми е битно, тогаш многу поверојатно дека ќе ни даде нешто. Слично и со Бога. Ако на Бога му пристапиме на таков начин да бараме усрдно, срдечно и упорно, тогаш и да бараме нешто што е добро, тогаш Господ не може да не ни го даде. Затоа што продолжува Господ во Евангелието. И така, ако вие кои сте лоши, умеете да им давате добри дарови на своите чеда, колку повеќе вашиот Отец кој е на небесата ќе им даде добри дела на оние што му бараат. Ќе им даде добра на оние што му бараат. Теофилакт Охридски вели: бидејќи овде лоши зборчето, исто оригинално стои лукави. Лукави ги нарекува луѓето споредувајќи ги со Бога. Нашата природа, бидејќи Божјо создание, е добра, а лукави ние стануваме според нашата собствена волја. Значи, не кажува тука Господ, вие кои сте лоши, односно лукави, за да каже дека сите луѓе се лоши, и испадне дека Господ го створил човекот да е лош. Не, Господ го створил човекот да е добар, меѓутоа човекот по своја волја се направил да биде лукав или лош. Свети Јован Златоуст вели: Христос тоа го кажал не како укор за човечката природа или како осуда на човечкиот род, не, туку тој тука татковската љубов ја нарекува лоша во споредба со својата добрина. Колку е големо неговото човеколюбие. Значи тука Господ не зборува за оние луѓе кои што стварно се лоши и кои што и своите деца ги занемаруваат, него зборува за оние луѓе кои што и можеби се најгрижливи кон своите деца, а сепак во споредба со Бога нивната добрина е недоволно добра. Значи, ако нашите родители ни даваат нешто кога ние им го бараме нешто што е добро, колку ли повеќе Господ нема да ни даде ако ние бараме од Него. Значи, ова е еден поттик за молитва. Господ продолжува: значи, се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие ним, зашто во тоа се состојат законот и пророците. Свети Јован Златоуст вели: во тие кратки зборови Спасителот сместил се и покажал дека добродетелта име и лесна и на сите позната. Значи, кога кажува Господ она што сакате вам да ви го прават луѓето, значи ни кажува знаеме ние што е добро, знаеме што сакат нам да ни прават луѓето, што сакаме нам да ни прават. Секој знае што треба да прави, како да постапува кон другиот. Не може некој да каже па не знае како треба. Еве, си знаел, затоа што знаеш ти како сакаш кон тебе да се однесува. И не рекол Господ само тука е една мала забелешка. Значи, почнува стихот, значи се она што сакате да ви го прават луѓето. Вели Свети Јован Златоуст: зборчето значи не е употребено случајно, туку со собилна замисла. Затоа што Господ вака вели: ако сакате да бидете услишени, тогаш освен она што претходно го реков, и ова правете го. Значи, се поврзува со претходно кажаното. Самото зборче значи, кажува, ако сакате да Господ да ви ги услиша молитвите, освен начинот на молитва кој што треба да е таков и таков, и вие правите им го на луѓето она што сакате вам да ви го прават.
Свети Теофилакт Охридски вели: Господ ни покажува краток пат кон добродетелите, бидејќи ние сме луѓе, па затоа веќе знаеме што треба. Ако сакаш тебе да ти се прават добрини, тогаш и ти прави добрини. Ако сакаш тебе да те сакат непријателите, тогаш и ти сака ги непријателите. И овде може не да дополниме многу други примери. Ако сакаш кон тебе да се однесуваат добро, се однесуваат љубезно, и ти однесувај се кон другите добро и љубезно. Затоа што и законот Божи и пророците го кажуваат она што ни го заповеда и природниот закон. Тука ги спомнува пророците и законот Божи, затоа што Господ ги спомнува во стихот. Во тоа се состојат законот и пророците. Достојни за одобрување се оние кои што се раководат со вродениот во нив закон и го прават она што треба, зашто човечката природа само во себе има точен и непоткуплив суд за добродетелите, на што тука се повикува и Христос како на извор на упатства и совети. Потоа, покажувајќи дека тоа е правилно и на благочестие и на човеколюбието, вели тоа се законот и пророците. Значи, повторно, Свети Исидор Пелусиот ни кажува дека ние веќе во нас имаме закон да знаеме што е добро, што е лошо. Само треба тоа да го исполниме на дело. Господ продолжува: влезете низ тесната порта, зашто широка е портата и широк е патот што водат кон пропаст и мнозина минуваат низ нив. А тесна е портата и тесен е патот што водат кон живот и малкумина ги наоѓаат. Тука има исто мала забелешка во однос на употребените зборчиња од преводот. Иако ништо не се менува во суштината, меѓутоа ќе го кажам ова затоа што после е појасно зашто е такво толкувањето. Затоа што изворно стои пространа е портата и широк е патот. И се зборот пространа се спомнува во толкувањето. Под тесна врата се разбираат искушенијата. Како доброволните искушенија, како например постот и другите, така и недоброволните искушенија, како например оковите, односно затворот или прогоните. Како што човек кој што е дебел или обременет со многу голем товар не може да влезе или да помине низ тесно место, така и оној кој што е разнежнет или оној кој што е богат не може да помине низ тесната врата. Таквите одат по широкиот пат, покажувајќи дека и теснотата и широчината се преминливи, тој ги нарекува врат и пат, односно покажувајќи дека она што го заповеда е исполнливо, значи може да се исполни, затоа го нарекува врат и пат. Значи може да се помине низ таа врата, може да се помине по тој пат и затоа ги спомнува. Затоа што оној кој што трпи, например, кој што трпи навреди, поминува како низ некоја тесна врата. Исто така оној кој што трпи страдање. А оној кој што е, да кажеме, разнежнет или односно навикнат секој пат да се угодува сам на себе си и да се препушта на сластолюбие, и тој поминува како некој пат, само што вториот пат води кон пропаст. И сега има прашање во списите на Свети Василий Велики, кој што вели: зошто е речено широка е портата и простран е патот што води кон пропаст? Свети Василий Велики одговара: Господ по своето големо човеколюбие за изразување на учењето на вистината употребува зборови и именувања на предмети кои нам не се познати. Затоа, бидејќи отклонувањето од правиот пат поставе на земјата, или, да кажеме, поплоче на земјата, ако се отклони човек, пред него се јавува широко пространство. Затоа вели, оние кои што се отклониле од патот, се наоѓаат на широко пространство на заблудата. А зборовите широк и простран, како што сметам, се истозначни. Затоа што широкото
Оние кои што се запознаени со светската ученост, оние кои што се учени, го нарекуваат пространо. Од тука полето, односно местото на заблудата е пространо, а неговиот крај е пропаст. Значи, кажа Свети Василий Велики дека тие два збора, и широк и простран, се синоними, нема некоја разлика, и затоа не е грешка во нашиот превод, што е истиот збор. Широк е патот, меѓутоа јас го спомнувам тоа заради толкувањата. Ќе се праша човек зашто во толкувањето се спомнува еден збор, а во Евангелието друг. Господ вели, тесна е портата и тесен е патот што водат кон живот и малкумина го наоѓаат. Сега тука почна овој стих со зборчето а тесна е портата и тесен е патот. Мито тоа изворно на старогрчки е зборчето ти, а на црковнословенски е честичката што. И кажува толкувачот дека тоа зборче овде не е кажано само како сврзник, туку како израз на чудење, затоа што Господ како да се чуди каква е таа врата, која што е тесна и води кон живот. Свети Игнатий Вранчанинов вели, тесната врата е внимателното, темелно изучување на законот Божи и во Светото Писмо и во животот. Тесниот пат е делувањето, целосната усмереност по евангелските заповеди. И уште едно прашање Свети Василий Велики, прашањето е зошто е тесна вратата и тесен патот кој води во живот. Тука о недостаток вака на друг збор, го користам зборот од црковнословенски уска е вратата и денеска во српски се користи, и тоа е црковнословенски збор. И вика зошто е уска вратата, а тесен е патот. И Свети Василий Велики кажува, повторно тука уска и тесен означуваат нешто што не е различно. Туку зборот тесен означува повисок степен на ускост, кога патот е да толку стеснет, што оној кој што оди по него треба да се притесни, односно двете страни да се собере, затоа што е опасно секој отклонување на десно или на лево. Како на мост, од која што страни да паднеш, ќе те проголта реката што тече под него. Господ продолжува. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат кај вас во овча кожа, а однатре се грабливи волци. По нивните плодови ќе ги познаете. Толкување. Обично еретиците се итри лукави, па затоа вели пазете се. Тие кажуваат пријатни зборови и наизглед покажуваат честен живот, но внатре во нив има јадица. Овчата облека, тоа е кротоста со која што некој пат се служат некои лицемери со цел да прелажат и да измамат. По нивниот плод се познаваат, односно по делата и по животот. Иако тие некој време може би се сокриваат, внимателните ги разобличуваат. Свети Јероним Стрински објаснува, ова место може да биде разбрано и како да се однесува на сите оние кои што едно ветуваат според надворешниот вид и збор, а на дело покажуваат друго. Но особено ова треба да се разбере во однос на еретиците, затоа што Господ саме така вели. Пазете се од лажните пророци, оние кои што шират лажно учење. И понатаму Господ продолжува. Се бере ли грозје од трња или смокви од чичка? Толкување. Свети Атанаси Велики. Ако видиш дека некој има благоприлична надворешност, не обраќај многу внимание на тоа. Дали тој облечен во овча волна, носи ли име на свештеник или на епископ или на ѓакон или на подвижник, туку потруди се да ги дознаеш неговите дела, дали е целомудрен, дали е гостолюбив, дали е милосрден, исполнет ли е со љубов, пребива ли во молитва, трпелив ли е. Ако стомакот му е Бог, а грлото ад, ако страда од сребролюбие, крчмари со благочестието, тогаш остави го. Тоа не е опитен пастир, туку граблив волк. Ако за дрвата можеш да заклучуваш според плодовите, од каков род се, со каков вкус и квалитет, тогаш уште повеќе треба по делата да заклучуваш за Христопродавачите кои се слават со своето благочестие. А имаат ѓаволска душа. Штом не собираш грози од трња или смоква од чичка, како мислиш дека од законопрестапните ќе чуеш нешто добро или од предавникот нешто полезно? Затоа тргни се од нив како од арапски волк, како од трња на непослушанието, како од чички на неправдата и од негодни дрва. Ако пак видиш дека е разумен, тогаш по советот на премудроста итај кон него
и скалите од неговата врата да ги поминува твојата нога, за од него да се научиш на законот и на дарот на благодата. Не зборот на мудриот, не надворешната украсеност внесуваат во небесното царство, туку совршената и неистражлива вера со пофалба, односно вредна за пофалба и живот со внимание. Значи, ни кажува самиот Господ дека треба според делата да ги судиме луѓето. Некој пат човек во својата, да кажем, може би недоволна остроумност, може да слуша некакви совети или некакви поуки од луѓе кои што навидум се добри, а всушност не се добри. Всушност имаат порочен живот. Значи, скажува свети Атанаси, дури да се работи за човек во свештенички чин, ако не живее исправно, нема да го слушаш неговиот совет. А уште повеќе се однесува затоа што денеска има, како што кажа Господ, многу лажни пророци. Денеска има еден куп лажни учења, еден куп лажни советници, духовници, кои што кажуваат секакви работи, а на дело прават нешто сосема спротивно. И затоа Господ ни кажува еден многу едноставен совет. Видете и каков е нивниот живот, како тие живеат и според тоа судете. Ако видите дека во нивниот живот има нешто недолишно, немате да го слушате. Од него што може да научите? Ништо добро. А ако некој да кажеме, не е лажен пророк, не е од друга вера и се покажал како човек кој што има благочестив живот, се докажал со својот благочестив живот, тогаш викот таквиот учете се и идете кон него за да се поучувате. Господ продолжува, па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошото дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. Еве неколку стихови што ни кажуваат истото. Че вели, не може да се бере грозје од трња. Тоа е на секому јасно. Ама во духовните работи многу пати ние не го согледуваме тоа. Ќе видиме, ќе слушнеме нешто што ни се допаѓа и затоа што нешто ни се допаѓа или така не е интересно, ќе си кажеме дали ова така навистина. А човек може да погледне на животот на некој што тоа го кажува и ќе свати веднаш дали е тоа вредно за слушање или не. Толкување. Лицемерите, тоа се трњата и чичките. Трњата се затоа што тие рануваат, ја не знам дали има некој подобар збор, ама малку чуден збор, ама добро, не знам подобар збор. Трњата се оние што рануваат затоа што тие рануваат тајно, а чички затоа што се итри и снаодливи. Лошо дрво е секој кој што е развратен и испразен, кој што е развратен од испразен и распуштен живот. Значи лошо дрво оне кој што води распуштен живот. Тие мене пример во денешно време ќе се сетите и вие, има многу такви духовници кои што поучуваат за некакви си медитации, за се и се што, а нивниот живот гледаме дека е испразен и распуштен. Тие се тие кои што се лоши дрва. Јас гледам, например, тоа е некој пример од некое друго место, друго време. Ја гледам денеска, например, колку има низ Скопје, например, или во нашето најблиско окружување, разни учители, кои што поучуваат за некакви работи, за медитација, некој збор што се слуша, па некој и некакви се чудни, лажни христијански деноминации привлекуваат многу луѓе. И навидум тие зборат некакви се убави, добри работи, навидум се благи, кротки, а зад кулисите сосема е друга реалноста. Има еден куп и организирани верски, да кажеме, движења или некој ќе каже култови или секти, кои што се буквално такви. Кои што кога ќе видиш луѓето на изглед, ти мислиш дека се тие најдобрите луѓе што постојат, и тоа не е така. И само ќе направиме една мала дигресија. Некој пат ми останало впечаток тоа, да речеме, кога ќе видиме на некои фрески или кога што има некои мачители. Дали се работи некои мачители што ги мачеле апостолите и следбениците Христови во првите векови, или па дури и во поново време, од времето на турското робство или од друго време, и кога ќе видиме мачителите на фреска, тие немаат некаков изобличен лик. Дури има, да кажеме,
убави, пријатни ликови. И тоа треба да ни служи како еден показател дека не се познава дали човек добар или не е на надворешен изглед. И затоа Свети Атанас вели, како што е многу мудар во оваа работа, вели дури и да носи црковен чин, не треба да гледаме само на надворешноста, туку треба да го видиме животот на тој човек. Сега, има и друга перспектива на гледање на ова што кажува Господ. Свети Теофилакт Охридски вели, додека е лошо дрвото, не може да дава добри плодови. Но ако се промени, тогаш може. Обрати внимание дека Господ не рекол дека никогаш нема да биде во состојба, туку дека до сега не раѓа добри плодови, додека е лошо. Значи, некаде понатаму се спомнуваше тоа. Да, значи, овие зборови, по нивните плоди ќе ги познаете, се насочени против јудејците. И на секое дрво што не дава добар плод, се сечи и се фрла во оган. Ова е насочено против јудејците, бидејќи и Јован Крстител истото им го кажува. Човекот го споредува со дрво, затоа што тоа може да биде накалемено и од бесплоден грев кон добродетели. Значи, има и друга страна, дека некој може да сега е лош, а може да се промени и може во иднина да дава добри плодови, затоа ви вели, може да се, како што дрвото може да се накалеми на некаква си дива, не знам, во Светото писмо е спомната маслинка, може да се накалеми питома и да дава добар плод. И други дрва исто се калемат. Значи, доколку човек се покае, во иднина може да дава добри плодови, но во моментот не е тој случај. И Свети Јован Кронштадтски истото го кажува. Оној кој што е добар, тој искрено ќе се покае, а лошиот човек нема да принесе добри плодови на покаяние. Господ продолжува. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец кој е на небесата. Толкување. Тука со зборовите не секој што ми вели Господи, Господи, се покажува, Исус Христос се покажува себе си како Господ, бидејќи самиот себе си се нарекува Бог и не учи дека ако имаме вера без дела, тогаш нема од тоа да добиеме никаква корист. Тој вели, ја исполнува волјата, а не вели кој ќе ја исполни еднаш, туку кој ја исполнува до самата смрт. И не рекол волјата моја, за да не ги соблазни слушателите, туку волјата на мојот Отец, иако и секој еден татко и син имаат една волја, освен ако синот не е отстапник. Значи, збори тука, кога кажа последната реченица татко и син, се мисли за обични родителски односи меѓу татко и син, обично се во ист дух таткото и синот, и освен ако синот не е отстапник, па да мисли нешто различно. Значи, Свети Теофилакт Охридски тука ни укажува дека од една страна Господ самиот се покажува дека е Господ, затоа што вели не секој што мене ми вели Господи, Господи, се покажува дека на него му велат Господи, Господи. А понатаму, кога кажува волјата на мојот Отец, тоа е за да малце ублажи работата, за да не ги соблазни луѓето, затоа што не можеле да слушнат тие веднаш дека нивниот Господ е тој што стои пред нив. И затоа Господ многу внимателно им ги објаснува работата, една страна им дава доволно прецизни насоки дека тој е Господ, а од друга страна не им се открива до крај, за да не предизвика ка некој соблазна, револта и така натаму. Свети Јордан Евстријански вели, како што погоре рече дека оние кои што имаат надворешен покров на добар живот не треба да бидат примани доколку нивното учење не е пригодно, значи кога вели пазете се од лажните пророци, така. Така и сега ни кажува дека и оние кои што имаат и силна чистота на верата, но самите живеат бесчесно и чистотата на учењето ја нарушуваат со зли дела, нивната вера не им носи полза, бидејќи на Божите слуги им е неопходно и едното и другото. И делото да се потврдува со зборот и словото да се изразува од делата. Значи, ни кажува две работи. Едно е дека треба да се пазиме од лажните учења, а друго, дури некој да има точно учење, ако тоа не го исполнува на дело, и тоа не е на корист. Оваа мисла
може да изгледа дека е противречна на она што е кажано од апостолот. Никој не може да го нарече Исуса Господ освен преку Светиот Дух. Значи, навидум се чини дека сите што веруваат во Господ и според дека се христијани, навидум сите се од Светиот Дух просветлени. А толкочот продолжува. Но на Светото Писмо му е својствено зборовите да ги прима во значење на действие, така што непосредно во следните зборови се потврдува дека он го отфрла оно што се фали со познанието на Господа, а нема добри дела. И затоа тие слушат од Спасителот. Не ме познавам од каде сте, отстапете од мене сите што вршите неправда. Во таа смисла апостолот вели тврда дека го познаваат Бога, но со делата го одрекуваат. Ова ќе стане појасно во следните стихови. Значи овде најглавното е да се прими тоа дека треба не само да се има исправна вера, туку и исправен живот. Продолжува Господ. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас им кажам: никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што вршите беззаконие. Толкување. Не се лишува од Царството Небесно само оној кој што има вера, а не се грижи за животот, туку подеднакво ќе биде отстранет од свештената врата и оној кој што со вера направил дури многу чуда, но ништо добро не сторил. Да се надополнува толкување, Свети Јерон Стрински вели: да се пророкува, да се пројавуваат сили на чудотворење, да се изгонуваат демони, не е заслуга на оној кој што действува, туку тоа го вршим или преку презимање на името Христово, или пак тоа чудо се дава заради осуда на оние кои што призиваат, а заради полза на оние, значи вака, речите комплицирано. Значи ова некој што изгонува демони, пророкува или пројавува сила на чудотворење, не е негова лична сила, туку тоа го прави со Христовата сила. А може да се случи тоа да го прави со Христовата сила заради полза на оние што гледат и слушаат, меѓутоа тоа ќе им биде на нивна осуда доколку тие не живеат исправен живот. Така што, иако луѓето, еве ќе дајме примери за тоа, бидејќи и Саул, и Валаам, и Кајафа пророкувале, не знаејќи што зборуваат. Ова значи и од Стариот и од Новиот Завет. И за Новиот Завет пишува дека Кајафа прорекол дека е подобро еден човек да умре за народот. Не знаејќи што зборува, затоа што имал свештенички чин. И фараонот и Навуходоносор во сон ја дознале иднината, иако биле неправедни. И синовите на Скева, според сведоштвото на делата апостолски, очигледно изгонуваат демони. И за апостолот Јуда се кажува дека иако имал душа на предавник, тој помеѓу останатите апостоли направил многу чуда. Затоа што кога се кажува во Светото Писмо дека Христос ги избрал тие апостоли и ги пратил и тие оделе, проповеделе, извршувале чуда. Тие апостолот Јуда извршувал чуда, додека бил помеѓу останатите апостоли. Меѓутоа, сите работи што човек извршува, дали се тоа овие, да кажам, работи што го надминуваат она што е во рамките на природното, дали извршуваат чуда, дали пророкуваат, дали болни исцелуваат, демони изгонуваат, тоа го прават со Христовата сила, не со своја способност. И затоа ние знаеме дека Свети Јован Крстител ниедно чудо не направи, а сепак Господ вели за него дека е најголем од родените од жена. А оние кои што прават чуда, може да бидат и апостоли. Апостол Јуда, кога беше помеѓу другите апостоли, извршуваше чуда со Божја сила. Меѓутоа се покажа дека има предавничка душа и неговиот живот беше со трагичен крај. И па исто тоа кажува, значи, дури да не е во секта, а да прави чуда, ако има неисправен живот, залудно му е. А во секта тие чуда што се случуваат во такви некои околности, многу голем дел од нив не се чуда. Не се чуда, може да се, например, може да се работи за демонски действија. Например, денеска има некакви си секти, не викаме секти, не е тоа вака политички коректно се каже секта,
например, не знам, пентакосталци. Пентакосталците веруваат дека како обележje на тоа дека Светиот Дух е присутен во нашата средина, треба да зборуваме на различни јазици. И они бладаат буквално, нешто зборуваат, никој жив не разбира, они не знаат што зборуваат и демек тоа е многу површно, тоа е претерано површно, дори стварно е смешно. За нас кои што имаме макар мал осет од тоа што е Божја благодат, за нас тоа е смешно. И за секој здраворазумски човек што го гледа тоа страна, тоа изгледа како нешто што е лудо. А тие имаат многу голем успех, тие придобиваат многу луѓе, ги има и во Скопје. Значи ги има во Македонија, ги има секаде. И тие навидум кај нив се случува чуда, тоа не се чуда. Значи тоа е, ако нешто навистина некој е обземено од некаков дух, не од Божјиот дух обземено. Значи овде тоа што се кажува дека е вика може би вика да се случи да дојде до некакво чудо заради полза на оние кои што пристапуваат, да кажем. Меѓутоа, јас сум многу скептичен кон тие чуда што се извршуваат во такви некои средини. Многу пати се покажува дека тие се привидни чуда, дека не се навистина чуда. Особено затоа што денеска луѓето, например, се восхитуваат од неполезни работи, глупости, например, не знам да помрднеш нешто на далечина. И се што е ползата од тоа? Нема никаква полза, тоа е само за некого да кажеме така, да отчараш, да кажеш, леле, што прави човеков, а нема никаква полза од тоа. Се сеќавате, например, со Свети Пајси, верувам дека сите горе доле го имате читано тоа, кога некој, мислам дека дури Грк бил кој што бил таму на далечниот исток и научил некакви различни, не знам, духовни техники и он на далечина кршал камени, не знам што. И Свети Пајси му рекол, го прекрши каменот, кај се пробај ти скрши го. И не можел да го скрши. И потоа Свети Пајси се помолил и се скршил тој камен. И каже, сега што позијаме ни од ова? Станаме подобри луѓе, скршиме камен, така. Значи, многу пати тие работи што случуваат во далечниот, не знам, во други далечни исток или негде, не се никако полезни, а многу пати се измама, се класична измама. Многу пати, како, например, да гледато на вика, нели, трикови магии се вика, така. Тоа не се трикови магии, тоа се само трикови. Ама бидејќи ние не го гледаме, да кажеме, да трикот од позади, да кажеме, ние добиваме пишат дека нешто необичаено се случува. И гледате колку луѓето се привлечени кон тоа. И сега, например, луѓето се привлечени кон тоа, не дека многу повеќе луѓе се привлечени ако негде се случи чудо, ако негде нешто, не знам, необично се случи, повеќе ги привлекува односно ако некој живее добродетелен живот и да идеш кај него и да ти каже, слушај, пости вака, моли се вака, тоа не толку луѓе се привлечени, ама ако некој се случи некако чудо, тоа многу луѓе привлекува. И сега ние би требало малце подлабоко да ги гледаме тие работи. Значи јас неколку пати окажувам паќе во спомнат тоа, пошто ми остил сега силен впечаток. За стигмата сега конкретно не би можел ништо да кажам. Ќе го заобиколам тоа прашање, ќе кажам нешто друго. Значи може да има некаква појава друга која што е надприродна. Еве спомнавме кршење камена далечина. Ништо тоа не е тоа со Божјо дејство, тоа е со дејство на лошите духови, на злите духови. Значи тоа дека може да има некакво духовно дејство, како може да има духовно дејство? Ние не бараме било какво духовно дејство, бараме Божјо дејство. И сакам да се надоврзам, значи тоа неколку пати го кажам, го читав, мислам, кога Свети Ефрем Сирин, кој што објаснува како што значи тој не зборови од апостолот Павле, кој што вели и да пророкувам и да зборувам на различни јазици, и да кажеме и чуда да правам, ако љубов немам, ништо не сум, ништо не значи. Тоа е затоа што чудата, пророкувањата се работи кои што Господ му ги дава на човекот. И дури тоа да го прави, да излекува, ако не стекнал љубов, ако не стекнал од внатре од себе нешто добро, нема што да му принесе на Бога. Значи, оние луѓе кои што еве, например, секој свештеник, така,
извршува свети тајни, служи литургија, така. И се осветува даровите заради ползата на луѓето што треба да се причестат. Ама свештеникот ако не се труди во својот живот да живее исправно и да стекне христијански добродетели, нема тоа да му е полза. Тоа му е дадено да го врши, он го врши тоа. Ама не сме повикани да од нас нешто принесеме. Од нас она што е принесено е во крајна инстанца љубовта. Може да кажеме сите други добродетели што исполнуваме, трпение, братолюбие, гостолюбие, сето тоа е, да кажеме, својот врв го достигнува во љубовта. Така што не можам да кажам точно за овој пример, затоа што искрено кажам го нема проучувано. Сум чул, не сум видел, сум чул и не ме интересира многу да го испитувам. Мнозина ќе ме речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме и зар во Твое име демони не изгонувавме и нели во Твое име чуда правевме? Ова мислам дека го прочитав. И тогаш јас им кажам: никогаш не сум ме познал, бегајте од мене сите што вршите беззаконие. Толкување. На почетокот на проповедта многумина кои биле дури недостојни изгонувале демони, бидејќи демоните бегале од името Исусово. Затоа благодата делувала и преку недостојните, слично како што добиваме осветување и преку недостојни свештеници. И Јуда правел чуда, и синовите на Скева исто правеле. А зборовите никогаш не сме познала се кажани наместо и тогаш кога правевте чуда, јас не ве сакав или не ве знаев. Тука познање се подразбира љубов. Значи, ова мислам дека е јасно. Следните стихови се: и така секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе го споредам со мудар човек, кој си изградил куќа на камен. И заврна дожд, и најдојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше втемелена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек, кој си изградил куќа на песок. И заврна дожд, и најдојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и падањето и беше страшно. Овдека исто ќе кажам една мала забелешка во однос на преводот. Не знам колку да се преведе, ама тука се приметува разлика. Речеме: вели Господ, оно што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе го споредам со мудар човек. А понатаму вели: оно кој што не ги исполнува, прилега на глупав. Значи, на црковнословенски ќе го подобам, има вакво значење, ќе направам споредба, а има значење ќе го направам сличен на мудар човек, или ќе го направам да биде мудар човек. А она другото, прилега на глупав, значи не вика јас ќе го споредам со глупав човек, нека самиот прилега на глупав. И гледате колку, и ова го има во толкувањата, колку имаат значења сите некои најситни зборчиња во Светото писмо. Свети Теофилак Охридски вели: без Бога не може да има добродетели било кој човек. Затоа Господ вели: ќе го споредам со благоразумен маж. Каменот на кој што се гради куќата е Христос, а куќата е душата. Па така, оно што се устројува својата душа со исполнување на Христовите заповеди, него не може да го разрушат ниту дождот, а под ова го подразбирам ѓаволот, кој паднал од небото, ниту реките, кои се штетните луѓе, чиј број расте од тој дожд, ниту ветровите, кои што се духовите на злобата, ниту какво било искушение. Следно толкување, Свети Игнатий Бранчанинов: оној кој што го основа својот живот на изучување на Евангелието и на исполнување на евангелските заповеди, тој го основал на најтврд камен. Во каква состојба и да го стават животните околности, неговиот подвиг е секогаш со него. Тој непрестано дела, тој непрестано се подвизува, тој непрестано напредува. Иако неговото дело, иако неговиот подвиг и успех се незабележани и несфатливи за другите. Какви скрби и искушенија да го навјасаат, тие не можат да го соборат, не можат да окутнат. Свети Јован Златоуст вели: тој сака, односно Господ сака, ние не само да слушаме, туку и да исполнуваме и да го покажуваме на дело она што го слушаме. Нарекувајќи го мудар оној кој што постапува соодветно на зборовите, а глупав оној кој што не оди подалек од зборовите.
И тоа е праведно, затоа што последниот, вели Господ, си изградил куќа на песок, заради што таа не можела да ја издржи силата на ветерот и веднаш паднала. Таквите души се безгрижни, односно немарни, неутврдени на духовен камен. Станува збор не за градење на куќа, туку за душите кои што се колебаат и од мало искушение. Тоа верувам дека јасно сега. Под вид на ветар, дожд и река, Господ го покажал действието на искушенијата врз нас. Човек кој што е цврст, бодар и трезвен, од тоа уште повеќе се укрепува. И што повеќе се намножуваат скрбите, тоа повеќе расте неговата мажественост. А неработливиот и безгрижниот, само да дугне на него лесен ветер на искушенија, веднаш се колеби паѓа, не заради силата на искушенијата, туку заради слабоста на својата волја. Уште едно толкување. Не рекол, еве го тоа што ви го објаснив преска, не рекол ќе го направам сличен, туку тој е сличен сам по себе на неразумен човек, кој што има вера, а не извршува дела. Па така, таквиот човек не зида на песок, туку зида од гнил материјал и затоа паѓа со голем пад. Од неверните никој не паѓа затоа што тие секогаш лежат на земја. А верните се оние кои што паѓаат. Затоа и паѓањето е така страшно, затоа што паѓа христијанин. Читате Филатовски. Значи оваа полка ја кажува кон христијаните. Оние кои што се нечисни не ги не смета тука. Туку вели оние кои што ги слуша зборовите и ги исполнува, тој е мудар човек и се изградил куќа на камен. И никако искушение не може да собори таа куќа. А оние кои што само слуша, а е немарен да исполнува, тој како да има куќа на песок. И кога ќе дувне ветер, таа куќа и ќе дувне ветер, ќе врне дожд, ќе најдат реки, таа падна и паѓањето беше страшно. Значи, со ова Господ не поучува дека треба да се трудиме колку што е можно да ги исполнуваме Господовите заповеди. Затоа што според тие духовни закони, оној кој што се труди да ги исполни, кога ќе дојде момент на искушение, Господ ќе му даде сила, ќе му даде и бодрост заради неговиот труд. Никакво искушение да не го снајде, тој ќе може да обстои без да падне. Тука нели искушенијата беа наведени во споредба со тоа што е кажано во Евангелието. Вика дождот е ѓаволот кој што падна од небото. Реките се лошите штетни луѓе чиј број расте од тој дожд. А ветровите се духовите на злобата или било какво искушение. Значи било какво искушение што може човек да го снајде. Имаше еден пример, го кажуваше митрополитот Јован, кој што помина неколку години во затвор и он кажуваше дека тоа е едно големо искушение. Така. Меѓутоа, тоа е како еден удар со чекан. И тоа може да се однесува, сега го кажам конкретно пример, ама може да однесува на било кое искушение, согласно на овие Христови зборови. Тоа е како удар на чекан. Оној кој што е цврст христијанин, него тој удар го прави уште поцврст. Како нели ковачот што го прави потврст од железото со секој удар. А оној кој што е, да кажеме, од друг материјал изграден, кој што не е утврден во верата, него тој удар го крши сосема. Значи, тоа важи за секој христијанин кој што ги слуша Христовите зборови, а не ги исполнува на дело. Затоа што демонот кога тогаш ќе дојде да му постави искушение на тој човек и може да му постави поприлично големи искушенија. Оној кој што е утврден во верата, него сите тие искушенија, како што велат толкувачите, го прават уште помажествен. Сите го прават уште поцврст. А оној кој што е немарен за своето спасение, кој што слуша и му е убаво да слуша ветувања за Царството небесно, за ангелите, за Господен што, и тоа не се труди да се справи со своите слабости, со своите гревови, не се труди да стекне добродетели, кога ќе дојдат искушенија, тој паѓа. И тоа нам не е многу добро познато. Например, кога биле тие први векови на прогонство, луѓето кои што биле христијани биле спремни во секој момент да се разделат и од блиските, и од имотот, и од собствениот живот. Може да ги фатат некаде, да ги осудат и да ги убијат, да ги ограбат, да им го земат имот, да им го запнат, било што може да претребат, и ти биле навистина цврсти христијани. А кога христијанството станало вера што е прифатена во царството, одеднаш влегувале во црква и оние кои што немале
таква спремност да поднесат таков тип на искушенија. И луѓето кои што тоа го гледале, имале, како да кажеме, така се не може да се каже, можеби бунт, а имале една реакција на тоа. И тогаш, да кажеме, се оформува монаштвото како посебна, да кажеме, структура, затоа што имало луѓе кои што сакале навистина да живеат многу интензивен и ревностен христијански живот. А тоа веќе, кога немало такви искушенија од надвор, не им било возможно, затоа тие самите се створиле лоши услови за да се покаже нивната вера. И самите преку тие тескобни услови ја јакнале својата вера во Бога. И кога после тие времења на удобно христијанство дошле времења на повторно на прогонство на црквата, тоа во неколку наврати се случувало, оние кои што биле неутврдени во верата, тие и навистина паднале. Вели, паѓањето е страшно, бидејќи паѓа христијани. Многу од нив, например, ја смениле верата. Кога дошле, рече, муслиманите, многу од оние кои што биле неутврдени христијани, ја смениле својата вера. И последните зборови Евангелието што за денеска кој има спремено. И кога Исус ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. И уште една моја забелешка, чудеше, може и по-точен превод е восхитуваше. Затоа што на црквено-словенски е дивљакуше, се дивеа, што вика денеска црква. Значи, повеќе се восхитува отколку што се чудеа. И кажува толкувачот, се восхитувале не началниците, бидејќи како можеле да му се восхитуваат оние кои му завидувале, туку незлобната маса, односно незлобната маса луѓе, народ, се восхитувале. И не заради речениците кои што Господ ги составувал, туку заради слободата која тој има пред Бога, бидејќи се покажувал себе си како повисок од пророците. Тие велеле Господ говори, значи пророците кажувале Господ говори, а Христос како Бог велел јас ви кажувам. Значи луѓето кога ги слушале тие зборови се восхитувале. Значи од таа слобода што има Христос пред Господ, може да се каже и од таа сила што имале неговите зборови. Затоа што ако некој човек кој што да кажеме не е исполнено на дело нешто само зборува, тие зборови негови немаат сила. А кај Христос неговите зборови имале сила. И уште еден пример ќе кажам врска со ова. Познато е дека на првиот Вселенски собор, кога се судриле православните со еретиците аријанци, имало на тој собор присутни православни кои што биле и многу учени и кои што на многу возвишен начин им објаснувале на оние кои што паднале во заблудата на Ари дека не се во право. Имало таков еден пример кој што е запишан некаде, мислам ваља во житијата на светите, не знам каде, дека со многу мудри зборови објаснувале, не успевале да ги убедат. И свети Спиридон Тримитунски рекол, јас сакам да им објаснам, и бидејќи тој бил едноставен човек, да кажам прост, не во некоја лоша смисла, него човек кој што живеел со своите, нели, чувал овци и така натаму, не бил човек кој што е толку вешт во филозофски начин изразување. И тој им кажал на најпрост начин, ова е вака, ова не е вака, и сите се сложиле аријанци што слушале. И на другите православни било нејасно, и како ние ви објаснивме на многу поубав начин, а не разбравте овој најпрост начин, вие го разбравте и го прифатите. И одговориле, затоа што неговите зборови беа кажани во сила. Така што оне кој што живее на вистина христијански живот, ја не викам дека тие што објаснувале други дека не живееле христијански живот, меѓутоа овој се истакнува со многу поголема сила на зборот, иако зборовите негови биле максимално прости, попрости да кажеме да не може да бидат. И тоа и до ден денес важи, и најмногу важело во овој случај, кога луѓето слушаат со каква слобода Господ им зборува. Господ им вели, сте слушале дека е кажано, и кажува што било кажано во Стариот Завет, не прилюбо дејство, јас ви кажам, оно кој што ќе погледне на жена со желба, веќе извршил прилюбо во своето срце. Значи Господ веќе им кажува нови и построги закони. И луѓето кога ги слушале тие, вели, не се соблазнија, туку се восхитија, затоа што почувствуваа дека тоа навистина е од Бога.
Дали имате нешто да прашате, да дадете, да коментирате? Преска за обраќањето кон Бог. Како, што може да примениме за да тоа се озбили, да не биде репетитивно само обраќање, повторување на зборови, туку да се јави чувство, озбилување директно, да бараме нешто со сигурност дека ќе го добиеме, дека се обраќаме со сигурност. Да, значи има, например, во посланијата, како се кажува дека оној човек што бара, а не е уверен дека ќе добие, вика, тој е како некој човек што се погледнал во гледал и веднаш заборил на што личи. Значи, како некаков, има една непостојаност и не може да се очекува дека таков човек ќе добие. Значи, пред се треба да имаме една увереност дека ќе го добиеме тоа што го бараме. Нормално треба да бараме добри работи. И многу помага тоа кога човек се труди да живее христијански живот. Например, се труди да се моли според некој правило што, да речеме, го договори со свештеникот, со духовникот, да пости, да прави сите оние добри работи што може да ги прави, што знае дека може да ги прави. И тогаш самиот чувствува дека благодата Божја е во него поприсутна и неговата молитва е посилна. Например, особено тоа може да биде почувствувано кога, например, почне велики пост за некој време. Кога ќе почне великиот пост и кога човек се труди за постот, чувствува дека молитвата одеднаш му е по гореща, како да кажам, по топла и топла дури благ збор. И некаде имаше, не се сеќавам сега точно каде, во однос на кој светител се кажуваше тоа, мислам дека се зборуваше за сите апостол Тома, кој што вели, нели, прво нема да поверам, дури не видам, а кога видел, кога пипнал, рекол Господ мој и Бог мој. И некој толкувачи да велат, тој не го кажува тоа тек така, тој го кажува како, сега се послужам со таков пример, како да го фатил Господа за крагна и не го пушта. И така цврсто се држи за него, знаејќи дека тука е спасението. И тоа е еден вака убав опис, за мене што ме остави впечаток, убав опис како треба и ние да се трудиме во молитвата, како да е Господ нас, како да сме го фатиле за облеката и не го пуштаме, дури не исполни нашата прозба. Сега, ова вака може да звучи абстрактно, ама мислам дека е и доволно јасно. Од една страна треба да биде молитвата таква, но од друга нема ништо од тоа да биде ако живееме немарно. Ако запоставуваме, да кажем, не знам, молитвен живот, ако некои други ситни или покрупни греови допуштаме и правиме, нема да имаме таква слобода пред Бога. А ако човек се труди, ќе има. А за осудувањето на прашање, дека човек што прави нешто недолично и тогаш не треба да го осудиш, така се. Види, тоа некаде тие толкување ги имаат се прерипа, но мислам дека ова е доволно, ама имаше еден толкуваш кој што викаше некако и во природата на човекот е лесно да ги осудува другите, а тешко да се осудува самиот себе си. Тука и демонот има одмешано прсти и ќе ни даде 300 објаснувања зошто нашите гревови не се страшни, а овој грех на друго што гледаме е нешто што не сакаме да го судиме. Сега ние, знаејќи го тоа, треба да постапуваме поинаку. Треба човек многу да внимава и во себе дали осудува, затоа што вие ќе се сетите, сте читале сега во еден куп книги и во Житие и секаде има тоа, како, например, некој човек се соблазнувал или се не му било јасно зашто Господ допуштил овој човек праведен да страда, и овој човек што е неправеден да живее убаво. И Господ им открил дека има друга позадина сето тоа. Значи, ние треба да знаеме дека она што ние го гледаме е едно, она што Господ гледа друго. Може тој човек кој што сега во моментот може би буквално прави злодело, така. Ама тука вели толкувачот, унутре може да се покае и да дојде праведен и свет пред Бога. Например, сета Марија Египетска, знаеме дека живела живот кој што е за осуда, така. Меѓутоа, тако седнала да се моли, има негде во нејзиното житие напишано дека она ќе легнела на земја и не станувала, дури, например, не поминала искушението. Ќе легнала и се молила на Бог.
Тоа покажува една многу голема пожртвуваност, сила во молитвата, и ете еден пример. Таа, да речеме, кога ќе, пошто живеела таков разрасен живот, затоа што имала таква, да кажеме, силна поход. И таа поход не престанала во моментот кога таа ишла во пустината, туку напротив измачувала. И таа вели ќе легнала на земја и не станува дор не и помени. Така што свидетелите наоѓале многу различни начини да се справат со своите слабости, а ваквите примери не покажуваат дека дури некој очигледно да прави сега грев, утре не знаеш како ќе се покае. Ти го гледаш гревот, ама не гледаш дома дали се кај како се кај. И затоа нам не е од полза да осудуваме, затоа што има во осудувањето си носи една мала доза на гордост. Јас го увидов тоа, јас кажам, јас не правам така. Човек треба да се труди да прави добри дела и да не ги осудува другите. И ако многу пати Господ допушта ние да западнеме во некој грев, токму затоа што некого сме осудиле други. Тоа го читавме тука. Вика, ако ти осудуваш некој дека, например, гневлив, така, утре Господ може да допушти ти да паднеш во такво искушение и можеби ќе паднеш повеќе него тој што паднал, за да се смириш и да видиш дека не треба така да постапуваш. Така што мислам дека од тука тргна, како тргнеме, дека овој начин на постапување, човек да не ги осудува другите, да се труди да прави добри дела, дека во голема мера ќе допринесе да му се намалат тие страсти, какви да се гневливост. Значи, човек ако сметам дека тоа е еден духовен закон, дека човек кога се труди постојано да живее христијански, да се моли редовно, да оди во црква редовно, сите други работи да ги прави како што треба, кога ќе дојде момент на искушение, ќе има помош Божја да го надвлада тоа искушение. Ако човек не живее така, тогаш може некоја мала ситница ќе биде повод да се пројави во него некоја лоша особина. Ако нема некои други прашања, белешки, ќе испреме тропорот и ќе завршиме. Усердно од митници, с вашему Владице Христу, јавошу се на земли чело.